Климатските промени и вкупните временски неприлики негативно се одразија врз житните култури, што како последица ќе значат помалку жито во амбарите и со полош квалитет од вообичаениот. Тоа е оценката на земјоделските стручњаци кои се загрижени за ефектите од жетвата, за откупот и за преработката на лебното жито. Поедени песимистички изјави одат дотаму што велат дека во одредени реони практично нема што да се жнее. Поради ваквите состојби со пченицата и другите житарици можни се турбуленции на пазарот, кои на крај може да предизвикаат и промена на цените кај лебот и другите производи од брашно. Соочени со намалените приноси, земјоделците веќе излегоа со предлог откупната цена на пченицата да биде по 12 денари за килограм. Бидејќи систата се уште не е преговарано, непознат е ставот на откупувачите и милничарите, иако со оглед на актуелната откупна цена, тешко е да се верува дека ќе биде прифатена. Доколку пак ја прифатат, речиси сигурно е дека таа ќе рефлектира поскапување на брашното, како и на лебот и другите пекарски производи. Пролетва во Кочанско за сеидба беа предвидени вкупно 8000 хектари, од кои житариците на над 5400 хектари со доминација на оризот. Со оглед на фактот дека до 24 април беа посејани само 2150 хектари од вкупно предвидените површини и дека кај оризот беа применети рестрикции, поради што одредени површини воопшто не се посеа, останува отворено прашањето колку всушност сеидбата е реализирана. Пченицата во Кочанско е застапена само во есенската сеидба и тоа на релативно мали површини од околу 1500 хектари. Пролетна пченица практично не се сее. Во ваква ситуација, откупувачите и милничарите лебното брашно го бараат во поголемите производствени региони и од увоз.